немаме клапа. Плески. Браво, дете! Како фоките. Гле. Вие гледате. Дебели! Гикови! И на мест, никој ќе сме. Еднаш брат да седнеме на местени. Нема шанс. Ви фали, вас ви фали посада, значи позадина што ќе ви го средуе све ова. Да, не фали, ние да. договоривме оде у джакузиво, Да. едни женски да викне па да искачат од джакузи со Red Bull да ни носат. Да. Мене ти овде се, ама срамиме да искачат. Да. Денеска на масата, на понуденото имаме авиони. На менито имаме имаме авиончиња. Не, авиони што се овие, не се авиончиња. Кои што се технички. Авиони шта сте, брат? Авион Боинг. Толкави овака... Има го разни размери авиони, ова е 1:72 размер, можда е најпопуларен размер круз историја на ова хоби. А за ова хоби највише ќе ни раскажа денеска докторот Мик, познат како доктор Мик, Драган Цветковиќ. Цветич, извини. Нема веќе. Доктор Мик. И прво прашање е како си? Па окей, уморно, стандарди. Тоа е тоа. И ти си еден од родителите што технички сам се покани на подкаст, пошто еднаш има поставено стори како кој да викнеме и ти пиша доктор Мик. И јас сум како кој е доктор Мик и само видов дека твоето име е така, ти го отворам профилот и гледам макети, брат. Ама гледам онака Инстаграм пун со макети, со борбени авиони, борбена опрема и сите тие работи. А пред да почнеме, те молам да најавиш ти гости, спонзори, пријатели тоест. Сакам да ги поздравам дечките од B40 што ни овозможи и овој подкаст да го снимиме тука кај нив, може да си резервирате кај нив на календар. Ќе си видите малце што има слободно, стајте место за нас да снимаме. Поздрав до Бенто Блум Кейкс, не бавите мини тортички за двајца до четворица. Нарачките може да ги направите овде, нарачувајте ги 3 до 4 дена унапред, не бидете булјаши. Така беше. Поздрав до Goblin Games, најдобрата игра за најдобрата продавница за друштвени игри, Yu-Gi-Oh карти, Magic the Gathering карти и све останато од културата кој воедно ова го направи 25 години. Април слушајко следен. Помина. Многу јако си поминавме на журката. И Не, унедела. Унедела бе. Да. Унедела се гледаме на журка на 5 април. Лабораториум на 5 април. Поздрав до Red Bull Македонија. Дечките што не напиваат и ни даваат крилја секоја епизода. И нормално, кој друг како не, поздрав до Fat Kitchen кој се грижи за нашата овака линија да е како што треба. А денес наменито, да ќе оставам. Ама денес е специјално мени. Целото дека со Цаци официјално правиме една година со работка. Цаци пред една година ни беше на подкаст, не направи Slim Fit, што би се рекла. А за што рече ти, што го завршиме маратонот, си порачуваме макарони. Чекај, не. Јас знаеш дека на камера обожавам да покажувам. Тоа му е навика, многу се сака да се покажува работи. Валјда нема да има флека по панталони после и мајца. Има. Ја доста морам да земам да јадам, вие слободно. Ние имаме концепт што го викаме од раѓање до доаѓање на подкаст. Така да дали може да ни раскажеш нешто повеќе за тебе, кој си ти, што си, како си, па да дојдеме до моментот кога почнуваш да занимаваш со ова прекрасно хоби. Па ајде може, што знам сега, како да ви кажам. Јас сум обичен лик што го интересира војна авиација и војна техника и исто така ме интересира многу да работам ствари со своји руки, да стварам, знаеш, опипли работи што не се апстрактни и не се виртуелни, пошто сметам дека ствари што се физички, што се уникатни остануваат и знаеш, ете после мене некој ќе рече види овој направил она. И остел нешто за себе, за разлика од денешница кај што све е виртуелно, све онлайн и може да се изгуби за 2 секунди и никој да не памти дека уопште се десило. Со хобиот се бавам, што знам, 36 години. Од 90-та година, кога бев прво оделение и ми купија макета. Плачи бе ти од 90, 30, 35, брат.
2006-та. 2026-та, извини. Да, бе. 30 години. Да, не, 36. 36 години, да. Значи, леле. Да, ја имам 40 плюс. Така да не сум толку млад. Да, долго време. Не бе, ја ќе пунам 36. А ти ќе пуниш 36? Ти 90-та си уствари. Не 89, 37 ќе пунам ја. 37, да. За 3 години 40 ќе пунам. Не, ништо страшно. 40 плюс. Да, сме здрави. Вака ќе видиш, може коса појже ќе ти израсне. Нема. Вака ќе. Не, па еве, ја скалет ќе имам кај да е, така да. Ама ти вишок позади имаш за Не, па скалет за тоа се вика, ти текне у репче. Али муабетот со хобиво е, што знам, порано, кога бев дете, другачи беа стварите, се ценеа многу други работи, за разлика од сега. Немаше инфлуенсерки, инфлуенсери, разноразни битанги, барави, не знам, некои ликови што квалитет нула имаат, а уствари се продаваат као не знае, кој знае што да се. Так. Кажи ми, кој те внесува ова хоби? Како те внесува? Татко ми. Ми купи макета, знаеш, ми се јави од работа и ми рече, и сум ти купил нешто, ја што е, тоа дете прво деление, знаеш. Те сврби, немаш да... PlayStation нема тоа, PlayStation. Не, тоаш имаше Nintendo нема. Nintendo имаше. Имаше, добро. Имав Atari, па Nintendo после. Беа као 3 пиксела, точка и да, Понг се играше само. без везе 3 игри имаше. Да. Мислам тоа го играв као дете, ама тоа имаше тоаш. Имаше Commodore 64 и као си ка Nintendo. И после скочи оние Super Nintendo, Sega Mega, ама тие скупи беа. Тоа Дури кај 90 у кризите, ма не како кај нас тоаш. Просечна плата 100 марки беше, знаеш, многу беше без везе. Среќа па тогаш имаше бутле конзоли, Терминатор конзоли и такви работи. Дала некој чкарт, многу лоши турски. Да, турски беа. Што јас сум ги фатил, тие ме лажа дека ова е Nintendo, таа Nintendo е 1002 игри. Nintendo оригинал. Од 1002 игри 1000 исти се. Да, све се Кога исти. кажавте Стази се. Да, 90 у тоа време ми искочи Рил 1 у Србија, у 90 на телевизија се давале дека немало некаков си закон. добро. Се давале филмовите пред да искочат у кино. Под најверојатно Пиратерија. пиратерија. Ама со фул резолуција, као не е. Абе тогаш имаше видеотеки. Ја не знам дали памтите тоа. Дечкото ги зимал Од Маđарска. Од каде? Сигурно од Румунија или од Ама Маđарска. пред да идат у кино, Да, ги да. пуштал на телевизија. Матрикс го дава, не знам, на телевизија, кој беше друг? Осми путник, едно друго. Тоа све ги дава на... Тоа имаше кај нас порано. Јас знам дете кога бев, знаеш, докога бевме копилјаци во Југославија, имаше све. И кога настана војни глупости, санкции, значи гориво немаше по бензински, знаеш, кој без везе беше. Немаше, не знам, шекер, она. Мислам, тоа кратко траеше. Кафе од Грција Да. се шврцувало. Абе, кој кафе од Грчка, нутела носеа кремови, не знам, дрн, малку бев ти кажем, значи тоа пред 100 години е. Кога почнав се бавам со хобиво. Така. Да, али тогаш имаше, за тоа имаше под секоја трафика, секоја книжара имаше маркети да се купат. Чекај, тоа ме Пошто интересира. државата вложуваше у техничко образование на младина. Тоа Мичо ОТП. Не ОТП, не, ова ти е државата, у тоа време во Југославија ти прави увоз на макети и тоа до светски брендови ги издава под механотехника, од изола или не знам, низ пластика од Ниш и слично. И на пример имаше фирми домашни што препакуваат странски макети, знаеш, ја купува пластиката, става свој кутии дрн сега упатства тamo на нашки и слично и имаш на секој ќош да купиш макета. И децата тогаш ги, мислам, не само деца, него и возрастни, народот го интересираше такви ствари. Пошто у тоа време, рецимо, ја кога сум бил копил, увек знаеш дома ми викале биди мирен, утре војник ќе бидеш, знаеш. Да, и ова бе едно од хобија, а сега нема тоа више, или не знам, милиционер не дај Боже, али војник е окей. И од мал те спремаат дека ти ќе биде, ти си дел од систем и дека треба да имаш одредено ниво на техничка култура која што ќе биде одскочна даска за понатамо, дали ќе се активираш ти у армија, у цивилна заштита, било што. Или ќе станеш, не знам, инженер или такви ствари се ценеа порано. Сега тоа не постои. Види, има луѓе уште од тоа време што живеат така и Нема. тоа им е визијата. Има да постари од мене се. На прсти се броја, сакам да кажам. Нема бе, ние со клубов кога почнавме да се бавиме со промоција на хобиво, уште 2014 година, знаеш, ја се заинатив и си викам, не може у Република Српска евате да направат изложби, ние да не направиме главен град сме да тие. Да. И направивме изложба и дури се зачудив колку многу луѓе дојдоа.
ќе дојдеме до тие работи, ме интересираше таткото тоа време се бави со вакви работи? Не или бе, нема везе, не бе бил у продавница, видел, знаеш, мушко дете има. Играчка се склопува. Не е играчка, него ете чисто за да прави нешто со, валја сум бил хиперактивен или нешто и нешто ме запослат. Да ме смират малце со некои ствари. И доја, таткото ти ја дал и што е твојата реакција? Ништо, гледам воен авион лудница, знаеш, кога нема боле нешто. Што модел е, се сеќаваш? МиГ-21 МФ од чехословачки производител КП или популарно наречен Копро. Го чуваш ти уште? А не бе. Тоа го склопив со татко ми за 2 сата отидов ги играв со него таа. Кутијата имав до време, до пред, не знам, може 20 години. И негде се изгуби потоа. Ја лично не се разбирам ништо о модели на авиони, све ќе те прашуваме, ќе искачат слики што модели се такви работи ако успеам да ги најдам. Тоа што исто даѓа како макета не обоена или обоена? Да, исто е ова е. До ден ден. Ова ти е ненаправена макета. Вака изгледа макета, ова може да го допирате, што е утекна изработка. Ова ми е негде на 60% завршено. Значи ова си е посебно као кандамите ја Не. Вака да. Исто се наспорус. Да, само што ова за разлика од гундамите се направени клик-клак систем. Само ги склопиш и офарбаниш. Не, ова го лепиш, доработуваш детали, шмирглаш споеви, прережеш панелни линии, мора да биде оригинал како на направиот авион. Тоа ме интересираше сега, пошто ние сам поише знаеме гандами, пошто имаме склапано и сите тие на работилници имаме идано. Јас се откажав од хобито, пошто после 20 сватив колку влие на буџетот, на домашниот буџет. И значи така начинот на склапање ги лепиш овие. Да, тоа се лепи и после тоа се шмиргла, се средува, спои се китира, се доработуваат многу детали, сам ги правиш, на пример, нема апсолутно тачна макета, знаеш, и сега тоа е по желба на човекот да ги доработува или мора да се така? Не бе, не мораш, ти можеш да не можеш вака да остаеш. Можеш да офарбаш розела. Али за озбилни макетари, да кажам така, мислам озбилни. Луѓе што стварно ги интересира тоа, ги интересира историчка тачност и контурна прецизност и димензиска тачност на самата макета. И мора да е што поверно на оригинал. Например, не правам на памет. За све ова што имам направено, имам фотка, имам видео од конкретниот субјект што се прави у размер. Со што се лепи? Со супер лепак, со што сакаш. И ако утнеш? Ако утнеш, шмиргла у руки и на ново. Правиш. Не е некој специјални. Има макетарски лепаци, тоа се знаеш, тоа ти е не знам некоја на база на цетонна, не знам на што е. И тоа е уствари ја топи пластиката и ја спаја. Ама може и со супер лепак, нема врска, знаеш. Само има поише шмирглање, поише работа. Ја направив едно истражување и сватив дека макетите од овој тип многу поише детали имаат у себе и дури внатрешноста што не ја гледаш, имаш многу поише детали на седиште, не знам, на моторите, на како се на тркалца што мора да биде комплет исто како на оригинал. Што е можно по прецизно сега. Тоа ме интересира, за тебе лично ги сакаш поише да бидат пореалистично или Да. Мора да биде најреалистично што може. За тебе лично? За мене лично и општо мојот поглед кон хобиво е таков дека мора да биде верно на оригинал. Например, сега рецимо не знам, оној таму сивиот авион е МиГ-21. И сега тоа е од Југословенско војно воздухопловство за време на агресија на НАТО на Сојузна република Југославија. И мора да биде тачно се исти серијски број, тачно исто остарен да биде, тачно ист подвес да има борбено наоружение како на фотка. Мора да биде буквално исто како на оригинал. Знаеш, не може сега тука ја нешто да измишлям, бил попрљав, почист. Например, се олјуштила боја на некое место кај што не се олјуштила на правиот, тоа не го правам, знаеш. Рецимо едното крило ако е боја на метал, ако му е симната целата боја, другиот дел од авионот ако е офарбан, ја тоа рецимо ќе го направам така како на правиот авион. А ако не е така, не го правам, ме разбираш? Извини, смешно ми како мајмун која Нема врска како застана како ги гледа. Не сме да се приближува многу. Вака леги, немој да дишеш, немој да дишеш. Не, да не пипаш, тоа е Очи се за гледање, раце се за пипање. Да. Кажи ми, кои фирми ги произведуваат овие макети? Има фирми милион. Кои се некои најпознати нека? Ателери е гола вода фирма реално. Да. Тоа ти е како нека мејнстрим фирма застаната у време. 90 години. Едно прашање, сега за тоа. Кажи. Овие три што има овде намерно се остави, значи ги имало и на Ги има направио. Тоа се IFF антени, се викаат Identify Friend or Foe или
врзане авионот у радарска мрежа, у војн мрежа на државата која што го има и тоа е Овој му е предавател. Не, тоа е друго, тоа е за навигација. Аха. Да, и тој ти каже уствари на радар ПВО-то да не си го обори својот авион. Ти го јавува као плав или црвен, као твој или као странски. А тоа ти е, не ми текно е ворли која антена е за навигација. Напред што има едно ваки, едно вака? Тоа ласер пука, брат. Не, тоа се вика питоцевка, тоа е инструмент што мери брзина, висина и нападен нагол и воздушен притисок на надвор од авионот. Тоа се крилца што се мрдаат кога знаеш авионот кој што се мрда, рецимо у десен заокрет и они се мрдаат и кажуваат клизање, нападен нагол, унутре има инструменти у кабината и објаснуваат што како. Сега ги кажа сите овие работи. Од кај ги знаеш сите тие овие работи? Тоа се должи на долгогодишно читање книги и гледање документарни филмови, дружење со луѓе од струка. А зашо баш борбени авиони? Тоа е поинтересно, ше се цивилно све исто. Не, сам да кажам, од кај ти дојде баш Не знам, љубов жел. знаеш како, уште како мал, во Југославија пак ја кажам, сум бил на ден на армија, знаеш, у тоа време, за разлика од сега, армијата и државата се грижеше за тоа да има популаризација на безбедносни снаги кај народ. И секоја година на ден на воздухопловство или на ден на армија, касарните ги отвараа своите врати и ти можеш како цивил да влезеш да видиш што има. И ствараат знаеш летачки програм, вадеа тенкови, не знам, свашта. Строевче, кросо војска и слично. И техниката е изложена на стајанки нормално оградени пошто багра ќе пипа, за да може народот да ги види, знаеш, да види што е тоа кај што му иде данокот уствари. Зашо ја плаќаат војската, знаеш, пошто не е сега ја од кај да знам што има. Кај нас. Абе има и се, знаеш дека има и се. Знам дека има, ама не е исто. Ама не дека не е исто. И као ќе кажат, као ќе има една статија у недела у парк ќе се одржи. Нема ни тоа више. Знаеш дека нема ни тоа више, од кога влеговме у НАТО, Не бе, ја бев пред 2 години, 3? си бил пред 4-5. Не бе, не пред 2 години. Последен пат беше Шекеринска кога беше министар за одбрана. Тоа е пред години. Знаеш што направија? Сега прават отворени денови од затворен тип. Значи тоа е онака тоа ти е абсурд. Значи, Орени? Ја за ден на полицијата бев. тоа е башка. Тоа си бил вајда у Ново Лисиче кој имаше. Не бе, у парк има нешто, у парк има, знам. Тоа е друго, тоа е друго. И како мушко дете нормално у тоа време Те спремаат за армија? Не те спремаат за армија, него те интересираат вакви ствари. Значи ние како деца не игравме, немаше, не знам, Call of Duty. Не, каков Call of Duty. Тоа сам ти кажам. Тоа шанси, Тоа сам ти кажам дека Тоа не- пак е тоа војна игра. Така, Пак да. има тука нешто пуцање дрн. Него тоаш ние игравме, се знае, надвор камај игравме. Каубојци, индијанци, Со прачка и партизани и германци, не бе имавме пушки, некои глупости од Бит пазар, знаеш, некои играчки, ама сите ги имаат тие играчки, проивеше топ. И си играш и као мушко те интересираат такви ствари. Дури 2000-та генерација ги имаше тие работи. Да. Дури јас Не, уште ги има, брате. Абе ги има сигурно, да. Ама не само ти кажам со Така дрво. сега не на времето го има тоа и за време на Југославија било многу. И имаше све, ама се имало еден избор. Една ти е лименкава. И кај кој идеш, таа е лименката. Не бе, имаше поише ствари од тоа. Другачија беше, имаше Кока-Кола, Фанта, све. Југо Не, Кокта. сакам да Не, немаше избор како сега, ама тоа што го имаше беше квалитетно. Тоа е разликата. Значи сега ти може да имаш, не знам, 60.000 типови на леб, Ама еден ќе го купуваш. еден ќе го купиш пошто за еден имаш пари. Не само тоа. што за еден имаш пари, него за тој што имаш пари е нешто без везе. Али муаветот ми е што тогаш беше све, сите можеа све да си купат. Тоа имаше јак стандард, знаеш, друго беше. Чим сум можел ја како дете у прво оделение, знаеш, а моите не се некој доктор или не знам, инженер или обична работничка класа луѓе. Можеле ми купуваат вакви ствари што не се ефтини за како хоби. Се сеќаш ли што цени беа тоа време овие работи? Нешто беше од динари, од кај да знам да мислам дека имам дома некоја кутија со. Споредба колку било тоа што е сега. Сега е многу поскапо. Сега многу поскапо. Да, ама сега има и друга димензија на тоа, пошто сега, рецимо, алативе за макетиве коштаат многу поскупо да се направат. Висока технологија е прашање, макетите се 200.000 пати попрецизни, подетални, имаат поише делови, знаеш, друго е. Друго е пред 40 години, друго е сега, као за све. Така да и сега си има тој што сака да се бави, може да се бави со ова, знаеш. Ќе штети пари, ќе си купи, нема пред 50 макети у година, ќе направи 3. Ама ќе си го направи кејфот.
Тоа е многу битно. Од која цена почнува? Еве ја да кажам, јас сум нов, не се занимавам со ова, сакам да почнам. Од каде да почнам? И колку би ме коштало мене? Не почнам. Не, ја нема да почнам сигурно, пошто не можам. Не, знаеш како е тоа? Биле, ќе си нарачаш од нет, ќе идеш у хобишоп, ќе идеш у страна. Се имаме хобишоп у Скопје. Имаме. Прв пат да ти имам од кога сум роден, те текна. Макетарска. Да. И таму има макети, сите што сакаат може да си купат. Баш овакви има така. Да, буквално ова исто. Мислам сега не буквално исто овие типови, ама има. Сакам ти кажам, можеш има од sci-fi до воена техника, цивилни коли, некои свашта има мотори. Мислам буквално се што ти треба, фигури што сакаш имаш. Основата ти е тука, не можеш да нарачуваш све од нет. Ја од 2000 година нарачувам од нет, све што ми треба. Претходно имаше две продавници за играчки у Скопје, макети и нешто ситно бои, се снаоѓавме како знаеме, кога иде некој странство, собираш пари од ужина, основно, средно, купи ми тоа, знаеш, као, иде у Солун, иде у Београд, иде у Загреб, не знам, у Будимпешта, вамо, таму у Букурешт и ти купува, ти носи. А сега можеш све. На нет има толку хоби шопови да не знаеш више од кај да нарачаш, што да нарачаш. Буквално све за 2 недели ти е у Скопје. Алиекспрес, добри се или? Не, тоа е гола вода. Тоа е гола вода. Не, Алиекспрес Тему, тоа ти е, како да ти кажем, Не, темо е пупу. Не, Зашо бе, ја еден Не знам, гадам вакви работи, си нарачав од тему, Да. ми стигна, не беше као оригинал, значи не ве кажу Што има везе, може сега се Ама направи. не му паѓа ногата кога ќе си го ставам на полица, не му паѓа ногата, ме разбира, стои. Да, бе, тоа е окей. Супер. Знаеш како, има и не бутлек ствари, него вистински макети. Има обично од кинески производители на тему и се ефтини. И на Алиекспрес, као бајаги ефтини. Има ли Тоа е окей. редок модел некој што Има. се ретки па не можеш да ги најдеш? Има, ама тоа е поише колекционерство иде. Тоа е луѓе, има две категории на луѓе у нашиот хоби. Луѓе што прават макети, луѓе што се викаат кутијаши што само збираат кутии и не направиле 30 години макета. Као макетата у кутија? Да бе, вака, има вакви 2000. Што ќе му се не знам. Него му е јако да ја гледа кутијата. Не, знаеш како е, тоа се луѓе што некад правеле макети у животот и ради сплетна околности у живот прекинале да прават, не можат више презаузети си, имаат фамилии, им се тресат руки, не гледаат од кај да знам што е проблемот, али имаат пари, си купуваат макети, ги боли ува шо. И тоа е окей. Ама не ги склапа. Не бе какво склапање, Па зашо кутијашање. Да ги има, да не снема. Од кај да знам? Што сакаат нека прават, секој може да прави што сака у Не е животот. фора да ги купи. Значи фората е да ги направиш ти. Тоа е поентата на хобито. Седам, ја правам нешто со своји руки за да имам физички предмет што постои, што е тука, знаеш, опиплив што може го пипнам, може да се навратам после 2 години и видео не сум го направил како што треба, па дај ќе направам другачија уиднина. Има луѓе само собираат кути. Мислам свашта има. Добро бе, што? И тоа е окей. Не, окей, Не, ама Да. не е фора да го купиш, не можеш да Па кажеш. е. Да му даеш на некој друг да ти го направи. Друг ако ми го направи нема поента, Абе, нема пошто поента, знаеш ама- мене ми е тоа се више колекционери, тоа е друго. Ја Да, не сум јасно колекционер, ми е. ја изработувам макети, тоа е друго. Така. Јас да ја имам штекнало 5-600 макети ненаправени, ќе ги направам некад. Не, стварно ме интересира од која цена варираат, најосновни да кажеме. Од 10-15 евра нагоре. Тоа се макети кршеви, знаеш, све се прави, од све може да се направи макета, значи не постои според мене макета што не може да се направи. Од све можеш да направиш. Пример авион, тенк, Авион, тенк, брод. фигура, брод, свемирски брод, не знам, има Space Shuttle, не знам, рускион буран, како се викаше, ракети, има ПО системи, артилерија, значи има луѓе прават голуби. Значи, Што? Голуби, да. Значи, абе има макета доаѓа, куче, маче, не знам, животни домашни и си прави фарма. Абе да, ама као ти дојде макета, бе, као... Од 2 дела вака го склапаш. Изли на голубото 2 дела. Кокошка, не знам, петела, ја сајм другари имам од Скопје, од клуб и заедно увек си се ложиме, знаеш. Ја ќе правам ова, ја ќе правам она и идеи тука летаат нормално. Ти кокошката јајците ги. Не, знаеш што прави? Значи ќе прави сега диорама негде ратови низ бивша Југославија, најверојатно Република Српска, до 90-ти години, тенку двор, тука селјак нормално, бабарани, кокошки, дн и касапи колјаат свиња.
и друг прави чварки до нив, не? Од дел од стварите ги направи сам, ама купи касапи. Значи имам сет со фигури касапи со полутка свиња као носи ликото, другиот ја дере. Значи ти све има. Сега ти кажам, хобиво е толку разноврсно, можеш да направиш што сакаш. А и плюс тоа многу луѓе сами изработуваат детали. Знаеш, зима од нула ги прават, пластика, од кит, од не знам, од железо, од некој тамо месинг, не знам што. Како нашиот добар другар Јане. Да бе, да. Прави диорами. И на мене ми има направено на Хало диорама. Си ја чувам на биро ми, си ја гледам секогаш. Поздрав до Јане, можеби некогаш ќе го почастиме со скара човекот. Да, Ликот е најбоље. Јане ни беше да е здрав и жив. со Кира, или Кира го знаеш, епик мини предвид. Не го знам, али сега нешто Јане у моје име пушти да ми испринта на мене што ми треба. Иначе куче и крава. Како? Куче и крава у размер. Значи ми треба. Лайф сайз размер. Не, у 1:72 размер ми треба за една вињета. Ни беа уште у прва сезона гости и им ветивме дека тогаш за 1 мај ќе ги частиме скара. 3 1 мај веќе помина сте тогаш. сгрешиле вие многу. Така да не ја гледат епизодава, така да не е битно, само ќе му ги пратиме. Кире, ако ја гледаш или Јане, пишете у коментар. Не се вика така. Сите што гледате, пратете им ја на нив, за да ја отворат, да видиме кој гледа. Што е разликата меѓу вињета и диорама? Големината. Аха, што е поситно е диорама, Што поситно е вињета. И вињета? Да, е вињета, а диорама е поголема сцена. Со поише возила, рецимо, не знам. Тоа Поише ствари кога има. Комплексна или голема на Постојќето основата треба да биде поголема, 2 пати од предметот. Сега рецимо оваа стајанка овде да беше 2 пати поголема од авионот и да има поише ствари, некој возило аеродромско, не знам сега. Уште нешто додаено, онда ќе биде диорама. Ова е вињета. Извини, ова сега сатим дека е закаш каваше за саламче од оздола. Таква дрве. Од Хомакс го купивме, да, 200 денара. Знаеш, кога го правев авионов, мислам авионов го правев пола година, може и јаче. И си викам сега како да го ставам на постолје, ако го ставам на четвртасто постолје, да идам на столар да ми направат, кој прво неќе да ти направат, пошто тоа е ситишно, не се замараат со овакви ствари. Сега ти направи масишта. Да, за да сврти пари, знаеш. Лако за сецкање не има. И си викам кај да најдам округло и Хомакс имам преку улица кај моите онде. Да бе, Да. И зема фленјер со мене, го измерив авионот и таму мерам послужавници за кашкавал, за не знам што. Спојде, што ви треба? За кукав кашкавал ви треба? Ова сте ја да си... Да, и мерам таму, најдов и после тоа у Србија нарачав кај другар што работи со има ласер и ценце слично, му нарачав да ми ја направи оваа стајанка од циментово, да ми го изреже на МДФ или не знам на што е, појма на шпертплоча, немам појма на што е, да ми го направи размер, знаеш, пошто да не го правам бетонот, сам ме мрзеше. Да. Искрено многу време ќе ми требаше, а више пола година направив макета, ми дое преку глава. И го нарачав тоа, отидов го земав, после тоа го доработив ја земјата, травиве ги направив, циментот офарбав све како што треба, да би направив текстура на циментот дозгора. И тоа више кога беше готов авионот, знаеш. Авионот пола година скоро го правев. Знам дека ова ти е правено според една фотографија што ти имам видено кај тебе на Facebook. А причата за тоа е... Причата за тоа е малце тужна, пошто тоа напред на фигурите сум ја у средина со двајца пријатели мои. И самоградња се фигурите, иначе фигури не правам, не знам да направам сам, ми ги направен другар од Хрватска. Значи го замолив, молим ту размер, пошто ја нема шанси тоа да го направам. Ја вака авиони, тенкови, такви ствари можам топ да направам, фигури немам појма. И работата е Ан-2 на Македонско војно воздухопловство, авион што беше у ФОТ-ВИП сквадрон за обука и тренажа у војска. И командирот на единицата исто беше колега макетар, многу добар пријател мој, кој што за жал почина пред 10 години, 11 скоро. И кога се деси тоа, ова беше неговиот авион, ствари, он го фарбаше, знаеш. И кога се деси тоа, решив да мора да ја направам, знаеш. Таа сцена, таа фотка ми е една од најдраги фотки у живот што ме фотнале, устави, што ги имам. Так. И решив да направам најболje што можам. Иначе и техничарот за осветлување од страна што е Цобе, исто е покојни и он почина и од све на овакво, само јас сум жив и авионот е у аутот идем на отпад. Чекај, авионов бил стварно вака со забиве, со... Да, исто кој што гледаш вака Многу беше. фантазија што
ќе ти ја покажам после сликата. Сега Видиш колку е реална и според фигурите и според све. Позиција. Значи работата е да биде што ова ти е доказ за тоа што го зборам дека мора да биде што е можно поверно. Апсолутно не може да биде тачно пошто не постои апсолутно тачна макета. Апсолутно точна макета не постои, нема никад да постои. Така. Али се стремиме кон перфекција, сите што се бавиме со Што би вакови. било апсолутно точна макета? Значи немогуче да биде буквално све со секое штрафче во авионот, не може у размер да се направи. На тоа мислам. И маицата Да бе, да. Све. Мора да биде оригинал. Мене е јако што спомнам дека всушност човекот сам си го има дизајнирано авионот и всушност Не, го нема дизајнирано авионот. Авионот е Антонов Сам да Ан-2. кажам фарбањето А добро, он беше командир на ескадрила. Он го дужеше овој авион, така да мислам и он одлучува. превод? Тоа значи дека он е началник на единицата која што авионов е активен и лета. Знаеш, он беше наставник на летање и воен пилот многу искусен. И беше исто така макетар, знаеш. И тоа макетар боли глава, беше. Правеше макети лудница. Значи врвна класа макетар, стара школа. Так. И кога дојде време авионот доди на ремонт, знам баш зборевме и како да го офарбаат. Не како да го офарбаат на ремонт, знаеш. Каква камуфлажна шема и направи, он седна и направи оваа шема, едно од најбољи шеми што сум ги видел во живот и морав исто да го направам. Све сам фарбав на неа, све за да биде оригинал. Не, многу е. Ја баш сакам да те прашам дека ја кај нас у Македонија авион као авион стандард бој се не сум знаел дека имало Има, со забивака. Па едини овој со Така? зуби да, кај нас. У војска. Иначе за цивилството е друго. Ова е воен авион. Да. Кај е сега овој авион? Па на Петровец се скапува таму, Така, едно гробје кај има. Како бе не сум го на Петровец? Кај е на Петровец? Имаш да го видиш, има Ама гробје. тоа склад има некој таму? Не, склап има таму Позади? позади едни насипи таму стари хеликоптери. Јас сум авиони. Петровец иначе. Да. Петровец, оу леле, јас се Аеродром збунив Петровец. со Стенковец. Не, Имаш аеродром на- Петровец, војска, војни одел. Сигурно знаеш ти една касарна кај што има премногу авиони запуштени такви. Па тоа е тоа. Да, бе, да, тоа. Тоа е аеродром Петровец, тоа е тоа. Имаат еднаш како дете, не знам кај. Не знам како да стигнам до Не таму. можеш да стигнеш, не се влага толку лесно. Од школа ми имаат однесено затоа. Од школа да, ама не можеш да влезеш. Абе знаеш како е кој идеш на терминал на аеродром? Добро. И па нели као што е од ки кружниот тек сега по ново тав кој го направи. Нели ти вртиш вака лево за да отидеш на терминал? Да. Е па десно е касарната. А така му. Да, пред рампите оние што се десно е касарната. Само што не можеш да не се влага. Не, ја еднаш имам Уопште е лесно во војска. основно, не носел таа касарната, прво ни покажува нешто тенкови борбена опрема едно друго, ја тоа пробав во тенкот да влезам и се лизна ногата, ќе скршам. Кажи, колено ќе скршам. И после не однесува кај што се авионите. Леле, колку имаше Па имаше авиони, доста. хеликоптери, хангри, све запуштено. Све онако уништено што тоа не, тоа не може да се направи. Не, знаеш како е. Секој ваздухоплов има животен век и рецимо кога ќе истече тој животен век, толку е. Се остава и иде на сечење на старо железо или у нормални држави ги ставаат на постаменти по градови, по паркови. Тоа е чисто заради да се дигне морал кај народ и утре да има, знаеш, децава да знаат дека кај нас имало нешто, дека може и тој позив да го Не си сериозен со гајбите банани со постерот. Кој е постерот туку позадина? Танка Ласкова. Не, ова сега баш пролиснав и банани, гајби банани. Ама тоа е све тачно, не е ништо измислено. Така беше стварно војната кај нас. Ја го ги гледав сликите, Да. вчера завчера, лага се фасцинирав колку е она моментот, деталите. Да, па знаеш one to како е, one. шо по детална макета, поише вредност има сега, ако се деталите направени како што треба. Иначе може да се изфушери тоа и да не изгледа на ништо, да биде птенајкаво и без везе. А иначе не можат сите да направат макета како што треба, знаеш. Као и све у живот, и у било која професија или занат или било како. Дали овој си исти? Не, тој е Соко 522 југословенски, а тој е Sea Fury, енглески авион. Тебе ти Мене изгледа исто, ама не е Што исто. ќе сте Не е исто. Не, има разлика, има разлика. А тоа е многу јако што има толку, како да кажам, исти, ама тотално се различни модели. Знаеш што е целиот муавет, што
одредени типови на авиони се правени од локави серии, ги има извезувано низ цел свет, значи ги има, не знам, 150 војски рецимо у различни периоди, и сите тие 150 војски имаат различни ознаки, различни камуфлажни шеми, тоа е целиот момент у Хобивот да има, знаеш, има избор. Так. Рецимо западна техника, французи, енглези, германци, амери, они има све стандардизирано. Секој авион им изгледа исто. Има различен број, ама камуфлажната шема таа е, знаеш, F-16 изгледа исто сегде кај да отидеш низ запад, освен Израел. И у кој го имаше Обединените арапски емирати, Пакистан и таму, не знам кој ќе шо има малце Венецуела, ќе шо има по екзотични шеми. И сега работата не е да направиш ти 3 исти. Работата е да направиш 30 различни. Знаеш, у различно стање на експлоатација, дали е некој по-прљав, по-обледен, по-чист, по-нов. А тоа за воени потреби, што има толку разлика за да е различно? Камуфлажната шема се прави според поднебјето кај што се користи. Например, сега Можеш ти у пустиња да му ставиш не мислам- зелена да е... не мислам на не тоа. може, ама треба да биде минимално зелената, сакам да за да кажам- разбие контури. Не, јасно ми е тоа. Сакам да кажам, модел на авионот, зашто толку различни се прават, да не биде само F-16, да има F-16, вакви, такви... То ти е како кола исто, као не знам било што друго, ме разбираш. Ама да, ама за војни потреби зашо е? Па затоа што одреденото орудие не функционира исто на две места. Двете места немаат исти потреби за своја одбрана или напад, ме разбираш. Одлично, така. Пред да преминем на моцет на клубот, ме интересира, пошто се разбереш поише у авиација, Македонија што располага моментално со авиација? Имаме ли нешто барем? Има. Има у војска има хеликоптерски сквадрон кој што лета на Ми-8, Ми-17. На колку имаме хеликоптери? Тоа е строго доверливо. Тоа не може да се збори. Не може јавно. Може само да покажеме за Да. Има Бел 206 школски хеликоптери, има Злин 242 школски авиони за основна обука. И тоа е тоа. Тие се за обука се... За обука, само за обука, тоа се мали авиони. Тоа ти е ниво на спортски авион, у аероклуб, рецимо, некој можеш таков ист авион да најдеш. И визар имаме. Не, тоа е приватна фирма, знаеш. Абе, на времето имаше МАТ, ми текна и онако беше у центар Карши Соборна. Да. Македонски авиотранспорт. Абе, знаеш дека порано у 90 години имаше едно, може 10-15 приватни компании воздухопловни у... МАТ, ЈАТ. Не, јато е Југословенски аеротранспорт, тоа е друго. МАТ е македонски аеротранспорт, Macedonian Airlines пишуеше на авионите, а иначе Мета авиотранспорт, не знам, Палер Македонија што падна авионот онде, што загина околу Петровец, имаше Авиоимпекс. Не ми текно е многу фирми. Те македонски. Да, отворена Википедија има листа со има листа со авиокомпании што оперирале кај нас. Сега некои по 6 месеца траеле, ама тука биле имале авиони, знаеш. Авионот бел со црвена позади како да се вика перки. Тој што падна од Палер беше бел со жут лав, многу лош, многу лош изглед. Чекај, кај тој... Падна на Петровец тој, поред Петровец. Не, 2006 мислам нека. Не бе, какви 2006, то 902, трета. А, не, извини, 2002. Да. Ау, татко ми има кажам за тоа, гото, ми текно. Што работам новинарство Мета и на сајт имаме делче сите поголеми несреќи у Македонија што си има случано и двата авиони што. Жал многу е тажно, ама за двете авионски несреќи ги има и за како се каже Палери за Палери за едно знам во Охрид тоа што се да, што се чукна за овој за Петровец не. Да бе, тука поред аеродром падна. 112 души. Да загина у двете у двете несреќи многу луѓе загинаа тогаш. Ами многу се близко као па тука негде неколку месеца, година, две така нешто. Една година мислам. Така нешто кратко е, да. Дека е разлика. Лош момент беше тоа, ама тогаш знаеш и безбедност друга беше, налетање и дива лига малце беше и држава, па што ипак, знаеш, од Саглам држава станеш као мала варијанта на Саглам, уствари не си Саглам и си гола вода. И се зажмуруваше на многу ствари, затоа и ден денес сме вакви, пошто од почеток не е седнато Саглам да се работи. Да се сработи како што треба, него се мора нешто му љажи некој
и малверзации да се дешаваат. Сега, за сите работи како што имаме и заедници клубови и за ова има клуб кој што го носи името на мајорот. Да. Кажи ми повеќе детали за клубот, кога е оформен, зошто е оформено и членови. Клубот го направивме 2014 година, 2015 извини. Година 2014 не беше првата изложба, тоа беше како неформално, чисто да видиме дали има интерес кај нас за вакви ствари која направивме првата изложба. Кога дојдоа луѓе и онака си викам леле, што се и тоа луѓе што врска немам кои се, знаеш, не сега дошле мајка ми, татко ми, брат ми и другари, него луѓе што немаме поема кои се. И тоа што онака тоа ни даде као потик да оформиме клуб следната година и тоа званично почнеме да го правиме. И клубот се викаше Макетарски клуб Скопје, првата година, пред Микс, нажалост, да почине и првата изложба званична беше у дом на војска, у центар кај Дом на Арам. Да, као се викаше на улица Македонија. Да, кај мајка Тереза. Да. И тогаш исто многу луѓе дојдоа. Значи луѓе онака и тоа правевме само со макети од локални тука, 5-6 души што се бавиме со. Луѓе макет. Не бе рандом, не бе рандом луѓе доаѓаа што се деца. занимаваат или сакаат да видат? Не бе сакале да видат рандом луѓе, но са деца, доаѓаат возрастни луѓе. Знаеш, онака гледат, не им се верува и види кај нас се дешавале вакви ствари. И работата цела е што од тогаш навамо не сме прекинале освен со пауза тука корона која беа едно 3-4 години направивме пауза па што не беше окей да збираш. Многу луѓе затворено, баш кај луѓе не поштуваат маски и такви ствари. Ограничува, некој дое болен, ќе паднеме сите болни, не де Боже ќе умре некој, што ќе правиме после. И клубот го основавме 5 души. Меѓу кој беше и Микс. И он, на жалост, следната година, истата година кога го основавме клубот, после неколку месеца почина, од која направивме првата званична изложба и тогаш ја решив у негова чест, пошто стварно беше луѓе на човекот. Значи не можам да ви опишам каков најбољи лик, значи војно лице, али толку весел, отворен човек, спремен да се дружи со сите, да им помогне, многу голем ентузијаст за ваздухопловство и за ова хоби. И решив да го преименуваме клубот во негова чест, го преименувавме, го пререгистрировавме клубот, истиот клуб, само сменивме име и од тогаш функционираме со годишни изложби. На првата изложба колку луѓе дојде? Тоест, кажам, вие тука група што сте биле, колку прилика? Абе, колку бевме? Првата изложба 6-7 луѓе, така нешто, 8 можда бевме. Изложивме макети, секој колку што имаше, до 300 макети изложено, не беше уопште лошо. Па пази, ја донесов 80 од дома, знаеш, некој донел 30, некој донел 50. Чекај, ти живееш у хангар и имаш место кај да ги складираш. Не, живеам у стан 6 квадрата и Ајде ги складираш. Имам витрина со под стакло, под клjuč, огромна, од доле до горе и сега сакам година да направам уште да имам измерачен еден ќош. Колку имаш дома? Направени? Околу 100. Не знам како ги собира у витрина. Не бе ги собира, Ги собира, ги ставиш како што треба, ги собира. Да, бе, 100 се само кај мене, иначе имам направено преку 1000 до сега макети. Ќе доеме Така да 100 се кај мене, знаеш, не чувам све кај мене, само нешто вака посебно, тен драго што ми е. И тие не ги дам макети, тие стојат кај мене и не сме никој да ги пипа освен ја. Како го испромовиравте тогаш настанот за да дојдат толку луѓе? Преку труење по медиуми. Така? Пошто знам многу новинари, имам другари и слично. И знаеш, ајде дај молим те пушти у Нова Македонија, не знам, надпис, дај по ние утрински на телевизија, утрински на програми леле ме тера у сител да идам у 7 са бајле, у 7 са бајле со макети. Крај на февруар има снег до овде, јас со макети у 7:15-20 идам у сител да зборам, ми се спие, не знам кај се наоѓам, али све окей и нонстоп идев, труев по медиуми и тоа проблемот е што делот членови во клуб се војни лица и они не смеат да искачаат у медиуми, има посебни дозволи треба за тоа и многу е комплицирано и нема смисла, знаеш. И кој ќе иде, ај ти иди, и ја нонстоп по медиуми идам се брукам и ставаш у 6 сат да доеш до Да, значи по радија идевме, имаше по порталите сите. Буквално така и сега беше исто така. Добро. Да. Оваа година која изложба поред? Оваа година беше 8 изложба поред и 600 такмичење. Така. Да. Годинава имаше многу као луѓе. Мене беше прв пат дојдов на изложбата. Ја до порано прошла година знаев дека се организира вакво нешто, али никош не ме интересирало ни макети, ни гандами, тогаш не искав. Ја дојдов ради
другари што има изложба, не знам, Јане, од Пагода има изложби, Да. И баш со тебе почнавме тогаш муавет и реков као обавезно пред да те викнеме на подкаст ќе дојдам да видам што се дешава. И многу јако беше. Да. Во Јадро организиравте. Во Јадро, да, во културен центар Јадро. Втор пат поред на исто место. Многу ми засиеше моментот со нормално маси и све оставено и имаш Дуна Тач. Да, али знаеш што е Не најболje? пипај. Пипаат. Многу, многу пипа. Џабе, Избркав пак двајца сега. Секоја година ја бркам лично вака за руки ги истерувам надвор по два Чекај, тројца. зашто ли при инвестицијата како што има оние што се ставаат без Па имаме. такви се, такви. Има. и преку тоа Преку оние тоа за и до секоја макета, не до секоја макета, ама на 30-40 сантими имаме знакчиња во лики, ве молиме да не ги пипате макетите со знак онаков забрането рака. Знаеш како? Оние во Симбе што се става Да, така. бе, да. И блокадери. И пипаат. Значи не знам како да ви опишам, тоа е багра, овдека не живее народ, овде живее стока. И сега се надам нема од контекст да види извадам. Не, апсолутно. Мене ми се допадна моментот, имаше и деца баш вечерта Да. ходев. Децата овакви бе. Раце од джеб се гледаат. Децата ништо не ги занима. Ама гледаат, ама не Гледаат ама пипаат. џабе, знаеш што е после Да. 3 минути не памти што видел. Е, добро, тоа е друго. Да. А другиот повозрастни, шо Не, да му мамнеш шамар, треба. Значи ние ете и граничници имаме ставено, се надам Струја, браќе. Следен пат сакам струја да ставиме и некои питбули тука да врзани за стопчињата. Една прачка, пјас Ама парачка. знаеш дека не, мислам тужно е што го збориме, пошто збориме за возрастни особи, знаеш, за Апсолутно, остварени тоа е луѓе. најважно. Сега ти гледаш нешто ти пишува не пипај, мислам не е тоа џабе стајно така пошто Не е мене тоа ми китското текнало. кафе, знако, тоа кафе. Да. Абе не знаеш порано знаеш што се дешава. Сега на пример макетите стојат овде, до макета има знак два пати поголем од неа, молиме не пипете, доаѓа ти пипа. Викам добре, зашо пипна? Морав да пипнам, сакав да видам. Ај се можеш да искочиш, викам. Искачи и ги бркам нонстоп. Мислам не само ја и другари од клуб што ни се исто. Пошто сите пробуваме да пазиме, не можеш да испазиш доволно, знаеш, пошто многу народ доаѓа кај нас на изложби и тоа е окей. И целта, една од целите ради кои што го правиме све тоа е да го прошириме хобиво, интересот кај народот да го зголемиме за хобиво и да го расшириме хобиво пред све кај млади или кај возрастни и да има повише макетари да се дешава нешто. А не ли може да се направи као што е макетата овде со плексиглас или со Тоа нешто кошта многу, немаш да шанси. затвориш? Нема шанси тоа. Не можеш да го предвидиш. Проблемот е што секоја изложба и такмичење не знаеш колку макети ќе дојат. И од каде знам, може ќе има 600 макети, 600 кутии кај ќе и стан. Не бе, за секој да, абе сега пример, ја секој да си ти да си донесеш за Многу тебе кошта. Нема ќе го фаќаат тоа, ќе го дигаат рука, мислам. Одма. И живееш тука со диво племе, не живееш со нормални луѓе. Одржава. Аби струја да ставиш ќе Ќе се зна, ќе пипа струјата, да. Ќе расипе нешто, ќе фати, знаеш. примете, знаеш што највише ги интересира да пипнат? Дали ќе се врти? А тоа се исто многу големи дебили, според мене. Значи, Дали ќе се не врти? пипај. А се вртат ли? Не. Не. Значи, не, да не се знаете. вртат, не. Залепено све. Не пробувате, не се вртат овие перки. На макетите не е ништо покретно. Значи, не се движат, работата да стојат и да ги Нитра, гледа народ. Ништо, све е така фиксирано како што гледаш. Имаше хеликоптери, знам. Луѓе ги интересира дали ќе се врти. Што ако се сврти, што ќе ти направи? Добро, сега тоа е Абе, животински сега порив убаво некој. му е да се врти, брат, сега. Животински Ама нека го- нагон е тој некој вајда. Примитивен, да. Абе, има- тоа ти е, а ако ти пиша не пипај, абе киде, Да, зинат ќе фати. Јас знам дека е инато прашање и дека зинат ќе пипа. допре, за каже, Да. ја го допре. Али затоа секоја година бркаме луѓе, а имаме еден другар од клуб што Тепа. што оваа година му најдовме стап метро и пол со трукар. Му рековме ова е за тебе да ги тепаш и вика нема проблем, ќе ги нунчаки тепам. треба. Не бе нунчаки, ќе се поредиш сам стап еден од тука Да, до може онде. да се лупне со тоа стап. 2 метра стап у грб и чао пријатно. Абе, дрска и со тезер еден од напред. Да, Од далеко онака ги не пецка. можеш, не можеш со луѓе во кај нас. Многу тешко е. Само да објасним. Имам хеликоптер. Има перке во згора. Што ќе се направи? Што ќе се деси овако се деси? Штета непоправлива на макетата што многу тешко се отклонува И затоа не треба да пипат. Да. И знаете како е? Макетава се рецимо сум ја направил да се скрши нешто, не е тоа. Ја ќе ја поправам, ама не е тоа. Не е тоа. Работата е да не се скрши, да остане читава како што е за вечност. Знаеш што е него?
ќе личи можеби подобро, ама од тебе, од душата, Нема знаеш да дека личи нема подобро, ти не, убаво. пошто ја ќе знам дека е Дека е скрчено. дека е нешто сјевано и нема да ми биде Што тоа е тоа. најго, ќе ти дојдат уште 10 души, ќе те пофала за... Не, џабе, не. Чим ја знам дека е нешто заебано, дека сум го исправил, не е тоа. Има те некоја бројка колку беа изложени работи годинава? Да, оваа година имаше 200 такмичарски макети и околу 200 изложбен дел. 400. Па да, ама знаеш како беа, дел од изложбениот дел отида у такмичарскиот, него чисто зборам по не се категории, него е така од две дисциплини. За да кажам. прв пат оваа година и Гандам имаше, така? Не е прв пат, не. Гандам Не е као надпревар. Не. Изложени Гандам имаше уште пред 10 години кај нас. Имаше еден дечко Симон, може го знаете, уметник е, да што е у Јапан, он донесе. Беше на гости Да, два пати. Симон ја го знам од основно, се знаеме цел живот и уште тоа, знаеш, може ли? Може. Изволте. Тоа е тоа. Он прв пат донесе кај нас Гандам. И не беше само Гандам, имаше уште нешто, не ми текна што се. Она зарази. Да, знам, од увек, значи од увек. Нас не беше у прва сезона, или втора? Не, прва. Прва сезона не беше. Донесе Гандами, ја до тогаш не знав, ја од мене у пари од джеп, беше со другарот со Виктор Главиновски. Му викам, брат, да ти го купам ова. Не, бе, не, ќе си купиш сам. Ајде, сам ќе си купам. Следниот ден отидов Гандам си купив. Да, ма така Ме е тоа. зарази. Така е тоа. Симон сите ги заразува. Симон и Виктор сите ги заразува. Знаеш како е, тоа е многу популарно кај помлади вака како вас. Да. Гледате цртани, ова мислам не таков тип на цртани, него цртани за возрастни и тоа е многу у Јапан, гледа тоа што се деша. Не, таму на Јапан нет кој е- ќе отворам, има едно место Шизука или не знам како се викаше, таму има такмичење едно, значи со илјадници макети. Од вакви ствари до sci-fi. Да. И отварам, ја гледам слики на нет, се мрдна човек, знаеш, кога ќе видиш 2000 роботек ствари, 1000 не знам вакви, 2000 борбени авиони 3000, тенкови 2000. И си викаш што се дешава ова, знаеш. Но јако морам да го спомнам Симон, пошто имаме Дискорд канал за Гандами. И негош ќе му текне, ќе оди да си пази нешто за него или си пушта онака лайф и си покажува Гандами, какви Гандами, таму имаш 200 милиарди роботи од 200.000 франшизи од Добро, Јапан е тоа. све, сваш. Не, тоа е Јапан, Јапан да. е тоа. Не знам кај ги чуваат, само пошто живеат у 12 квадрата станови, сите јапанци Он упросени. има раскажувано дека луѓе си рентаат станови само за тоа да го прават. А живеат во сопче што е колку джакузи овака. Добро, пази, Сунава. ако имаат можност, зашто да не? Абе, он Да. не е за дека они немаат пари за да едноставно толку и да сакаш ти повеќе не можеш да живееш повеќе у Јапан. Да, ме толку е стандардот кај нив градежен тоа е. Становите друг стандард имаат, тамо не е како у Европа, рецимо, или како Југославија. И си рента он уште еден стан и у тој стан се чува кутии. Со Гандам. Као вие што ви кажав, луѓе што збираат кутии, Да. кутијаши, да. Да, буквално се навраќаме на тој момент. И 400 изложени. Да, бе, да. Годинава имаше имаше добро. Гандами, вакви работи, имаше и диорами од Јана. Имаше. Што друго имаше што не Имаше свади? винјети, имаше самоградња, макети направени од нула. Пошто има луѓе прават макети од нула. Знаеш, не купува кит. Седнуе, планови, копира од нет, прави од нула. Значи, не зборам за 3D принт. Модернизам и ренесанса го знаеш? Не. Туци? Не се Ама знам. си го слушнал или не? Најверојатно не, нема везе сега да не испадне, да везе. изругам некого. не Дечкото сакајќи. има направено полско веце. Ама со све, со хартија внатре, со све, значи и тоа не е толку од чека ова ми треба ќе го залепам, тоа ми треба ќе Ќе ви го кажам за една многу смешна Скроз. прича за двајца другари мои што се бават со хобио. Две засебни причи се али поврзани и кратки. Идеме на такмичење у Софија една година. Има 10 години сигурно. Имаме еден другар од Скопје што сака да прави макети у самограѓање, али не знам, ПВО топови. Обично има еден ПВО топ застава М55 се вика. Он има служено таков у војска и има направено 200 такви у самограѓање од нула. Знаеш, си ми ја слика од неги, знае димензиите од прилика и го прави од нула. Сега размер кој е не знам, али нема везе. И он иде у Софија со нас на такмичење, пријавува макетата, самоградња категорија, нема макети, сика сега ќе добијам медаља. Има 2 макети тропам. И обично они на Бугарија кои имаат на прогласување на крај, обично ги сликаат макетите на видеобим, знаеш, оваа макета, тоа место, таа категорија и добар принцип им е тоа. И му вика на третиот другар, вика земи апарат да ме сликаш сега кога ќе ме викнат. Иде
Трето место гледа, не знам, нешто тамо. Полско ВЦ имаше, тоа е муаветот. Второ место иде, не знам, нешто, не ми текнува ни шо беше, некој вагон ли шо беше, и прво место искача машина за перење. Веш машина будучности. И овој гледа, дај го апаратот во мајда. И сега има такви заебанци у задниве 10 години, тоа не можам да ви обичам. А вториот другар, пред неколку години исто у Софија, исто мислеше дека у категоријава, не знам што ќе, него го победи Бойлер. Бойлер од ВЦ. Ево, баш го најдов сега. Полското ВЦ мора да ти го положам дека е врвно, Абе, брат. тоа се прави за 2 секунди. Многу лесна работа е да се направи, би се изненадиле колку е лесно да се направи полско веќе. Ви треба само малце балза и тоа е тоа. Абе, тоа е тоа. Ама он, иди го со графити, со тоалетна Да, внатре, бе, со да. све, фул како што Значи, уште треба. пред 15 години Мик спокојни имаше направено на диорама, значи не можам да го пишам колку, ево ка. Метро беше сигурно. Стајанка со хангар, со шума, со огради, со све, со посади на германско Луфтвафе од 45 година, нема врска сега тематиката. И у 1:72 размер. И поред хангарот имаше направено у 1:72 вокал во полско веќе со тоалет унутра. И весник. Значи, тоа самоградња. Ако зирнеш натре може има и Поставено Може има кафе. нешто оставено, да, некој скид маркс. Да. Али луѓе прават тоа, не знаеш какви ствари има, континери со ѓубре прават. Тоа може да. Нека, знаеш, оние по америчките филмови што ги гледавме како деца некој уличе сумљиво, со мачки тука, ѓубришта, бездомник умрел некој поред. Или што го ги Да, има луѓе прават такви сцени. Има, значи прават луѓе лудница, хобиво и е толку разноврсно што има луѓе што прават рецимо од витези до sci-fi, фентази, подморници, некои чудовишта, не знам какви, до вакви реални ствари кои јас што се бавам, знаеш. Све зависи што те интересира. Има у Сити Мол, у литература, да. И у другиве продавници, освен макети што има и фигури. Змеј, тулкав, Да. па троглав змеј, па витес некој. Да, ама тоа не се модели, тоа е друго, тоа се играчки. Игра, Играчки се, тоа е играчки. може да ги спорудиш, ама не е модел. Знаеш што е разликата? Што, ако купиш ти макета у кит, двајца да земеме да ја правиме, нема да биде иста кога ќе завршиме. Ја да земам две исти, нема да ги направам две исто. Ќе има разлика. Ти кога ќе купиш моделче некој, не знам. Кој што ги избориш, тоа е за на биро или за... Знаеш, окей е да го имаш ако не правиш вакви ствари, сакаш змеј, ќе си купиш змеј. Ти ќе го имаш и уште 55.000 други луѓе ќе го имаат истото, али буквално истото. Тоа е разликата измеѓу хобиво и тие ствари. Комерцијални. Пошто она жуто ти ќе го направиш туку и ќе го направи малце повеќе да има. Да бе, да, јасно. Ама ако ќе го купиш у мас продакшн, Јасно. Изгледа исто, буквално исто изгледа. 100.000 комади изгледаат и 100.000 луѓе го имаат истото. како ги прават луѓе сите овие работи од нула? Што све се користи? Пластика. Спомнам дека не е 3D принт. Не е 3D принт. 3D принт за мене не е макета реално, пошто тоа нема Скрши го принт. Нема, не. Многу добра ствар е. 3D штампачи се закон ствар. Значи помагаат многу. Има ствари, рецимо задниве 5 години 6, пошто искочија онакви резински штампачи со 8, со 16К резолуција, значи нема ништо, знаеш, изгледа оригинал, онака као излили у фабрика. И искачаат некои обскурни ствари што не им се исплати на мејнстрим фирмиве да ги произведат како модел, како макета, како комерцијален производ, ама ти можеш да си го купиш од некој лик што направил 3D файл и може да ти го штампа. И сега тоа ќе биде у 3 делови, нема да биде у 150, у 200, ама ти ќе го имаш, можеш да го направиш и тоа ти е добра основа за нешто да направиш боле што ќе изгледа како права макета. Али генерално ја 3D макети не ги рачунам како макети, пошто како прво расклоп нема, има 3 дела, 5 дела, 10, тоа не е макета, тоа е заебанција, знаеш. Све ти е готово, треба само да го фарбаш, а фарбање е само многу мал дел од ова хоби, од целиот процес на изработка на една макета. А како се прави од скреч, што ви се рекла, од нула? Се имаат планови прво. Треба или да ги нацрташ сам или да ги најдеш на интернет. Ако постојат. Ако не ќе седнеш, ќе ги црташ, ќе мериш возилото, ќе мериш било што и ќе го нацрташ планот. После тоа се прават ребра за профили и пластика и шмирлање.
и тоа е тоа. CNC, менце или Не, или не, толку? на рука. Све е на рука. Леле. Тоа е scratch build, CNC не е scratch build, тоа е машина. Како е нешто како пластика или Има бе, се купува све. Каде? У хоби шопови. Абе има омоти од седења. Многу од нас користиме омоти од седења стари, значи омотот не седето, као пластика за попунување дупки, она. Стари сим картици, стари кредитни картици. Амбалажа за јогурти, за сладоледи, значи не можеш да купиш ти пластиката, и имаш достапно ти е тука, се знае која е ABS пластика, која е саглам полистирен се вика оваа пластика, што може да се обработува полесно него ABS и зимаш, правиш, тоа е тоа. Али има и се купува рецимо као А4 лист, полистирен плочи излиени у разни димензии. И сето ти е као бел лист хартија, само различита димензија, дебелина. И од тоа прецртуваш, правиш и тоа е више стара школа макетарство. Се тука од овакви работи може нешто се направи? Од ова тука мислам дека не. Ништо. Не, од провиднава пластика не. Али рецимо од оној стариот PlayStation, таа пластика може. И тоа многу добро, а? И плюс сиво. Да, не, и се фарба тоа се шмиргла, не е проблем. Много е тоа будова. Не, Да, не сум знал дека ги прават. Има од нула. Абе, нула јас шо сум ли? моделар од Аероклуб, бивши моделар. Правев РЦ модели, шолета, тоа се од нула го правевме ние. Од балза и од шпер. Така да, тоа е основа за нешто понатамо да можеш боле да го направиш. Не, тоа Али нема све помалци и помалци што Тоа само знаеме. треба да имаш желба и време да имаш. Време да имаш, само и живци. Апсолутно. И живци, желбата мање више. Сега ме интересира за моментот на такмичење, пошто секоја година кога што се организира такмичењето, кој може, како може и со што може прво да се пријават? Може да се пријави кој сака. Добро. Може да се пријави со што сака све док е макета. Може да биде макета од дилдо. Изволте дојди и донеси ја. Нема тука ограничување. Да. Се пријавува со тоа што ќе дојде на лице место, ќе попуни пријавница и ќе плати кодизација од 300 динара, која што е символична за да чисто да купи медали за следната година и слично тоа е. И сокче да има за освежување. Да, па и тоа е од донација иначе. Така. Значи све. Кај нас на жалост таква е ситуација у земјава да земјата не го препозна ова хоби као хоби од бенефит за млади и за возрастни и не спонзорираат уопште и мораме да се финансираме од свој џеп. Иначе се пријавуваш, но оставаш макетата и после тоа стручно жири ти го оценува квалитетот на изработката. Ќе дојдем до Нешто се деси. изгаси камерава. Знам дека може да се пријават во разни категории, затоа што спомна ти не може да се такмичи дилдо и борбен авион. Или Да, може у и исто. тоа? Не, у иста категорија не може да се такмичат. А знаеш како е? Има категории, некои логични категории, според размер, според тип на макета. Така. Млазна авиација клипна со пропелери, значи не е иста тежина, тоа има, знаеш како е, за да се изработи макета на млазен авион и на клипен авион не е исто захтевно и не е исто време потребно за да се завршат двете макети. Рецимо клипен авион има поише делови, има поише заебанци и некои што ти одзимаат поише време и треба малце поише способност да имаш за да ги направиш. За да го изведеш тоа да изгледа како што треба. И затоа се поделуваат у категории. Например, воено возило авион не може да биде тенки авион, не иде у исто, знаеш. Различна техника на изработка има на двата типови макети. Пошто видов дека има огромен број на Па категории. кај нас има 20 до 22 категории, зависи. Сега зависи тоа све зависи според тоа дали има 3 такмичара у дадена категорија и 3 макети. Пошто сега нема смисла да има први, второ место или некој еден да е и сме му дале злато, знаеш, како тоа нема никаква вредност нема тоа, ме разбираш. Сега ако има тројца различни такмичари, пошто не е исто фер да има 3 макети, а двајца такмичари, едната да биде од 21, еден да земе прво и трето или прво и второ и некој да земе трето место само. Така. Некако според мене тоа нема логика. Знаеш, у такмичење немаш се ти можеш да донесеш 5 макети у категорија, ама една ќе ти се оцени најбољата, другите 2, другите 4 прошле. И обично за да се отвори една категорија треба да има 3 макети од дадената категорија и 3 такмичара за да им биде фер према сите. И тоа е некој принцип, да кажам, на
Тоа е кај нас, иначе на друго место, у Маđарска рецимо, или не знам кај имаше на друго место, у Грчка, у Румунија, кај што сум бил у Бугарија на такмичење у Хрватска, еден човек 4 макети зима 3 медали. Тоа нема поента за мене, може да бидеш и прв и втори трет. Исто ку спорт, како ќе бидам трет и прв у исто време, А знаеш. чекај, знам дека Јане Годинава зема неколку медали. Зема он 3-4, да. Тоа како се дели? Па тоа он учествуваше у винети, у диорами, у фигури и у sci-fi. Со по една макета. Добро. Знаеш, и сега тие неговите макети не се сите исти. Да, сите се различни. Све е различно, а не, и типот на макетите не е ист. Аха. Знаеш, он сега може нешто е sci-fi, нешто може е фентази, нешто е, као си каже, нешто е sci-fi, али е само фигура на постелја. Има мало на као биста, знаеш. Да. Може нешто има 4 фигури, има некој змај таму, не знам сега, што пред да не зборам глупости. И тоа е више диорама. Некој има може во као постелја, некој има мало постелја, така ги делиме. Знаеш, има правилник според кој што се рангираат и се оформуваат категории и според тоа гледаме како да ги сврстиме макетиве по различни категории и после тоа така ги оценуваме, знаеш. Која е, ако може така се каже, најзначајна категорија? Најзначајна нема, сите се значајни кај нас, знаеш, нема незначајна категорија. И да има 2 макети пак е значајно, пошто сме отвориле и луѓе донеле макети, што е многу битно. Нема момент на Најпопуларна ако мислиш на тоа. Може би, ама нема момент на ова е најдобрата диорама Годинава. Тоа е best of show више. Има такво? Има, да, ние даваме best of show за најболја макета, не диорама. Абе као за најдобар филм што е на Оскар. Да, best of show ние, да, и оваа година имаше best of show донесено кабина у 1:16 мислам беше од борбен авион МиГ-29, тој во Ликој, самоградено од нула све. Знаеш колку беше добро? Од нула. Од нула го направил човекот. Чекај, имате ли нешто Facebook страна каде што Има бе стават макетарски клуб Мајор Михајло Ивановски микс. и ја има таа што По слики ја има сигурно, сега не знам тачно што има. Искача на екран во монтажа, ја ставам, не се скрив. Ќе најдам ја слика, ќе ви пратам од тоа, ако праќа кажи ми ти што треба, јас ќе ти пратам слики од тоа, ќе најдам, ќе ископам од негде. Значи тоа што лудница е од нула. Значи онака ја гледам, викам леле човеков како ја направил, знаеш. Поише добиваат кредит ако е од нула направено? Или не? Па зависи, знаеш како е, може да е макета направена од нула, да ја Ама не е ставиш објавена. Не, и да не е направена како што треба. И може да е направена макета од кито да е направена перфектно. Така. Таа што е направена боле, поквалитетно, технички исправно, таа има поише вредност. Best of Show ги делите на прво, второ, трето или само... Не, Best of Show една е. Само една. Best of Show една макета у целото такмичење. И даваме мемориална награда Best of Show Luftwaffe, тоа е у чест на нашиот другар Микс, пошто него пасија му беа швапски авиони од други светски рат и тоа беше, знаеш, онака најболе нешто му беше у свет. Само правеше такви макети, мислам претежно, и у негова чест секоја година даваме Best of Show Luftwaffe макета на награда, мемориална награда на најбоље направен авион од Друга светска војна од германско војно воздухопловство. Иначе многу и кога одиме по странство даваме мемориални награди у негова чест. Браво. Чисто за да не се заборави. Ме интересира победници во сите категории, што добиваат како награди освен медал? Медаља и диплома, пошто награден фонд немаме, пошто не може да се соберат пари. Што треба да се направи за чест се добива чест. Да, пази, знаеш како е, кај нас за разлика од многу такмичења у странство, кај нас нема фориот типот ја тебе ти мене, сум бил ја сега, на пример. Да, тоа на такмичење у Београд или сум бил у Солун или не знам кај. Да. И они ми дале мене тамо прво, второ, трето место и сега доаѓа некој мој другар и еве ти. Тоа кај нас нема. Има, затоа судиме само 20 од клуб. Ја и овој другаров што кажував дека ќе прави свиња кој со тенку двор. Што го најавуваше настанот? Не, тој е заменик претседател на клубот. Он е колекционер, нема направено макета од дамна, ама има она што го зборев со Да, мислам дека така баш нешто сполно уговор. Не. Ова ли е тоа Кажу, што Да, тоа е тоа. Тоа од нула све направено. што збориш? Да. И копчиња и Све. Инструменти, и ручки, и каиши, и све. И сајли унутра и работата е не дозволяваме такви ствари кај нас, затоа кај нас не се делат више места, нема 2 први, 6 трети и такви фазони што се пракса у странски такмичења, пошто реално да бидам
пето, трето место нема поента. Знаеш, таа медаља мене не ми значи ништо. Реално. Петка да гори трето место? Не, да бидам од 1, 2, 3, да бидам пета бронзена медаља. Трето, пето место. Ме разбираш, да бидам пета бронзена медаља. Да ги делиме Пето- позициите. Да, знаеш како? Луѓе проаѓаат многу километри за да доаѓаат од странски држави кај нас. Кај нас имаше многу гости од странство. 80%, да, секоја година. 80% македони беа од странство, пошто кај нас нема многу макетари што може да учествуваат и сакаат да учествуваат. 10 души дали сме, цела држава е 15. Со 15 души не се прави такмичење. Кај нас имаше сега 50-60 такмичари. Различни. Знаеш, имаше луѓе од Бугарија, од Грчка, од секој могучи клуб од Србија и плюс луѓе што не се во клубови од Србија, пошто ја многу близок сум со луѓе горе, се знам цел живот. Имаше луѓе од Словачка, од Русија, од Румунија и не знам од кај имаше уште. Така да сакам ти кажам не Сега да прашам кај е најдалеко, ама Русија. од Русија, да. Така да Како дознаваат они? Или... па пази, тоа се избегли, мислам тоа не се избеглици, тоа е руска пета колона што живеат у Београд и мислам тоа се луѓе што работат у странство, за странство и не можат ради санкции да работат у Русија и се имаат преселено у Србија или по Балкан било каде и тука имаат отворено бизнис и работат. И не им дадоа виза кај нас да дојдат. Не знаеш кој проблем беше 3 месеца бркав да им дам виза на луѓето, не им дадоа виза. И пратија макети по мои другари од Србија. Значи не дошле. Ба не дојдоа, ама учествуваа, знаеш, мислам, тоа е поентата. И не е окей на некој што знаеш доаѓа на вакво нешто, не му даеш виза само пошто е од Русија. Или од било каде, мислам, нема веза Русија, знаеш. Така. Може од Гренланда или од кај да знам, од кај сака некај, не е окей. Како бе да ја прв пат слушам некој да е одбиен за македонска виза. Абе да даваат, па и тие бе пробај у Русија да идеш да идеш да видиш дали ќе ти дадат виза. Освен ако не идеш за култура, за театар, нешто. Не ни за тоа, ја им дадов уште пред нова година званична покана, значи тој е официјален документ со печат, со потпис од клуб, што сме нели правно лице, не сме здружение на граѓани. Да. Им пратив на луѓето за да идат со тоа у македонска амбасада у Београд. Им реклаа нема шанса тоа што Што со камерава? Не знам, ќе саботажа. Секој епизод ни се дешава нешто. Ма тоа е нормално бе. Ама нормално. Ма тоа е кога работиш нормално. Јас со секоја макета што ја правам, нема макета без пех на тие. Значи нема без пех, без да се зезнам нешто, разбираш? Значи една макета у животов 1000 плюс имам направено, не се десило од почеток до крај, онака да седнам да ја направам, немаше грешки, немаше заебанци. Секоја макета правило е мора да се деси некој срање, ја што ќе го направам или ќе се деси ради надворешни X причини. Значи тоа е нормално. Сам Едно прашање ми, извини. Кој идеш на пат со авион? Добро. Као ги носи овие у куфер ги ставаш? У авион не би ги носел овие макети, пошто има фаци ке пипкаат. Со кола идеме увек. Ево вакви кутии со чачкалици унутра ги Видов фиксираме. резко кога отвори, видов дека се Најлесен начин на тоа запакување, ама мора да пазиш, знаеш, се преврти отидоа макетите. граница што им викаш? Ништо беше. Макети. Кај идеш не бе, ти знаеш какви проблеми прават. Тоа ме интересира. Имавме другари од Грчка, едни од Јанина, иде у Београд за такмичење, пошто сега преку Богородица има подалеку да идат, они мора да идат преку Битола, знаеш, за побрзо. На царина не знаеш, уметнички дела, дрн. Уметнички дела? Да, аво не е уметничко дело, ова е занат, реално. Ова не е уметност. И за да земат пари. И расправи, луѓе више не проаѓаат кроз Македонија, иначе. Ради такви глупости. Иначе ево Нема само кај нас се дешава такви глупости. Абе не е само кај нас, еве не е другари само кај од нас, Србија, само- од Хрватска, сите се жалат. Ја увек кога идам, кај идеш, писмо имам званично, тука ме повикале, чао се гледаме. Тоа е. Што да правам? И не те замара, знаеш, што имаше, и увек си кажувам, макети имам, какви макети е вакви, кај идеш на такмичење, таму идам, со среќа се гледам. И после кога се враќаме дали нешто, ни не Че те го зборуваме закача. за странски граници. Абе, у Македонија да враќање, знаеш. Иначе кога влагаш негде у странство, било кај да идеш, ќе те прашаат увек на царина што имаш. Што имаш макети, имам какви макети? Ќе отвориш, играчки, терај. Стандард мислам Балкан. А не ти не пробува да ги чепнат. Не, ќе им речеш извини, ова не се фаќа, кршливо е многу и одма да не ги тужиш или нешто, да ги пријавиш и одма се тргаат. Знаеш, тоа е берем окей. Едино. Да не, абе беге таму, дај да видам што е ова. Не, абе пази, Бомба. ми кажуваше еден другар од Србија, сега баш кога беа кај нас, биле у Маđarска, не знам кај на такмичење, на враќање,
као демек има 40 макети имале, меѓу голем дел од деца од нивниот клуб, знаеш. И сега обично ги носат од деца за да учествуваат поише, за чисто да останат уховито, за да имаат фидбек некаков, знаеш. И на враќање на српска царина, демек као што имате унутра макети. Какви макети даде, тоа се уметнички дела, не се уметнички дела на такмичење бев. Да. Идеме кон Моветов, па дај некој за такмичење за нас, знаеш како да му ги земе макетите. Чи се гребатори. Има и такви ствари, мислам, не знаеш, пошто ние идеме годишно, гледаме да идеме скоро секој месец на некој такмичење ван држава, пошто мора ни дојдат кај нас, знаеш, и тоа е малце, тоа е многу уморно. Пошто многу долго време го правиме тоа. Уморно. Не е до парите проблем, време немаш толку. Да, И пошто истите 3-4 души идеме. Знаеш, пошто македонска работа нормално, се ангажираат тројца, четворица и толку е, знаеш. Не можам јас да идам секој викенд негде, мислам, као прво немам пари, ко второ немам време, знаеш, треба да се разведам или нешто. Да ми избркаат од дома. Да се разведам вика. Ама не, па така е. Моментот ми беше прашањето за кога ќе има такмичење кај нас. Наградите да имат и некои финансиски средства. Што треба да се направи? Некој да ни даде пари. Што треба да се направи? Нема. Пари да се дадат. Проблемот е што државата не сака да инвестира во и тоа е окей, мислам држава пари за леб немаме ние овде, утепани од Еве Господ. сега имаме Министерство за култура и туризам. Зашто Министерство за култура и туризам не сака да инвестира во Затоа што немаат разбирање, зашто тамо сега да не зборам многу да вреѓам, ама работи одреден профил на луѓе, знаеш, што интелектот има на недоволно развиено ниво. Абе, сега се поврзани за туризам. Ама кој туризам доаѓаат луѓе Ама кој доаѓа, бе? Никој не е тоа е гола вода за нив. на такмичење. Ма што доаѓа, тоа не значи ништо за нив. Не значи, кај нас, знаеш како е, ако личен ќар нема некој званичник негде, не значи ништо. Што и да прави, ќе ништо не... спие, ќе јаде, Ма ќе џабе е потроши тоа, пари. ма џабе е тоа. Убаво тоа што ќе дое ќе спие, нека дое пак нека спие, нека јаде слободно човекот. Да, нема. Треба нешто за тој што треба да даде пари да има. Знаеш, не може само да дое да спие и да јаде да шета. Не може кај нас, проблемот е што еве ние толку години се трудиме да дигнеме техничка култура кај млади и кај овакво, кај возрастни и многу тешко оди. Знаеш, како прво, хобито е скапо, тоа не може да се потцени уопште, пошто ти за да седнеш на макета, направиш, не е само макетата. Ти треба и пропратен алат за тоа. Една макета е просек 2-30 евра, сега ќе тропнам, не знам, 500-2000 денара, алат ти треба за да ја направиш како што треба 500-2000 евра минимум, да имаш инвестирано за да ја направиш, знаеш. Па пази, боја една ваква е 200 денара. Ау, да бе. Една боја ти е 200 денара. Не, ево- Сега боите траат, ама има скалпери, прскалици, компресори, пинцети, не знам, Ама додатни игре делови, прашки, да. Не, ја го спорив со Гандам. Не, тамо Пошто нема. за Гандам ти е само Не, тоа не знаеш Исклапаш, како овде е. кога ми текна- Тоа има тој дел од хобито има друга намена, скроз и друга популација. Иначе фаци устранство знаеш што прават, ги прават на ниво на вакви макети, ги склапа, ги шмигла, ги фарба да изгледа како уцртано што било или у филм некој или било каде. И кај нас го прават, ама не на тоа ниво. Па пази, ти- пробуваат само. Тоа е окей. Ама Окей нема да се време пробува. за да го- Не е до време само, до волјата е поише. Тоа пусто. Значи, кога можам јас од 3 години дете да правам макети дома, може секој да прави, сега реално. Знаеш, имам дома гремлин 3 години, што ми се качува на глава, не ме остава 3 секунди. Да, да, ја ви Ја Да, две имам, така Тоа е да. бетер. Значи, кога можам ја, може секој. Сега ќе преминеме на една интересна тема, што викаш, кога правиш ти, тебе ова не само ти е хоби, тебе ова ти е работа. Плюс, Да. Која што го технички го работиш 30 години? Не. Или- Со хобито се бавам 36 години, а професионално скоро 20. Професионално, сакам да кажам, се издржувам од тоа. Така, тоа е многу интересно за да им објасниш на луѓе како се одржува со правење на некој што го смета ова за играчка. Епа, главната работа е што муштерите не се у Македонија и на Балкан. Него се странски колекционери. А не си на Балкан? Нема каков Балкан кој ти плаќа на Балкан за вакво нешто. Не, кај нас се Ти знае. као ти звони, ти праќа. На Инстаграм, ти на вика вамо, тамо, да бе, да, не бе какво звонење еден мејл, толку е. Така, Или ама- порука на социјална мрежа. Ќе ти нека. пратам Ќе ти пратам макета. Абе, што сакаш, тоа сакам, колку кошта, толку кошта, толку е. Кога ќе ја направиш, ја ми се ти платам, крај. И као ја враќаш? По пошта ги пакувам во
Знаеш, титаниум. не бе, не, да не стиропор изолација за фасади 10 сантима. Добро? Правам колку треба биде димензија авионот рецимо со вишак од страна. Го прецртувам со молив, со пенкало било што, го длабам тоа внутра, правам лежишта и со стапчиња за ражнич се фиксира да не мрда. И од озгоре уште еден капак од 10 сантима се мота со слотейп хартија, упошта чао се гледаме. И нема до сега толку време немам штета на макети. Тоа се да прашам, може да се деси штета? Може. Може, Што прату, што прату може да пошта се фудбал играат со, мислам не само кај нас сегде е тоа така у свет. Да, сега. Значи имам видено ги газат пакетите, значи да не ви кажувам што се деша. А му ставаш она кршливо Не бе, пази? кај тоа се доплаќа плюс и да го ставиш џабе, никој не го гледа. Што ќе ставам кај нас енглески не знаат. Што ќе оставиш? Не знам, има чаша, Кој го гледа тоа пиктограм, мислиш ќе го разбере некој? Поише ќе го искршат така кој ќе. Да, не бе, препорачам пакет или писмо до 1 кило е таму, не знам како беше. Трекинг има се, изволте, евете го, царински преглед проаѓа. Да, тоа сватив дека Се килажа по ептам поминал на килажа. 30 грама е, 40 по макета. Стиропорот е стиропор. Абе, поиш од 150 грама 200 не се, бе, 300 грама со се стиропорот, со се све. Значи со се све 300, поиш од 300 грама, 350 грама не е. А ти барат само авион или диорама цел? Не, диорама немаш да ја пратиш, тоа е проблем се. Не бе, не за диорама, како кажат од... Винјети мислиш? Да. Не ми Како барат. авионов што... Постолје можам да направам, не е проблем. Вакво постолје Не ќе бе, го направам, да. вакво се со човечина. Да бе, ќе го направам. Со трева, Имам правено, да. со свет. Така? Ама поредко, ја поише сакам, полесно е за мене, побрзо е да направам и да извадам плата, рецимо, да направам авион и тоа е тоа. Направам неколку на месец, доста ми се ше. 5 ќе направам. Тоа е неделно по една и пол. И мислам и за тоа имам време да правам макети, не е. Имаш као наречка да? Абе, да бе, нон-стоп. Букиран сум за до година. Да бе, да нон-стоп, знаеш, дома си имам брда макети, помуштериш, сакаш ова. Унапред ми нарачува 10-15. Да бе, да, све што треба он ми праќа. Сакам овие 10-15 комада да ми ги направиш годинава, рецимо, и ти ги пушта. И стига, тука си плаќам што треба, ги зимам, правам, ги враќам назад. Нема кажуваме цени, ама се живее добро. Бе, па За у Македонија. добро. Просечен живот, да. Значи не сум сега некој богаташ со iPhone и со нормално. чуда, али просечен живот е нормален живот. Поршета не е Нормален живот. нормален живот, да. Али работата знаеш како е. Више толку долго го правам ова и на работа не сум идел никад. Знаеш као, мислам сум идел ама пред 20 години. Дидам на работа сега не нема шанс. Не ти тече стаж. Да, пензија не, Не, тоа пријавен башка. си- Не бе, пријавен си, не штекам колку можам и тоа е тоа. Што да правиш? Боле е него да имам колеги. Абе не, мислев да си отвориш тоа. Не можеш, многу е проблем со прилив на пари, со даноци, сум размишљал и тоа, ама не знам што ќе правам, иднина ќе видам, нешто мора да смислам. Пошто више 42 години, Не, не е бе, за ебанција. Ја мислам дека можеш да си се пријавиш као овакво и да си плаќаш, да си даваш плата. Физичко лице? Да, ама парите кога ги зимаш од странство има малце компликации, поголеми даноци, дрн, нема ми остане ништо. Знаеш како, тоа е проблемот. Тоа е пошто не земам ја илјадници евра ебате на месец. Смееш да го кажуваш? Па најверојатно не, ама Ти биде по едно 10 минути. да. Мој тако чујат леле, тоа не знаеш да справи и после. Нема да ја прекаш епизода. Да, пошто за мој тоа не е работа, знаеш. Тоа. Да беше државно муаветот. Така. Значи ле, не знаеш, Затоа секој ден. на шалу кажав, не ти тече стаж. Да, секој ден расправи со тие ствари, не знаеш, не можам ги опишам. Кој расправи. Што се занимаваш се глупости? Играчки. Што е ова? Не, Пуште ли се дете? знаеш како е, моето долго време ми се ја се заебам, знаеш, дека идам на такмичење, уствари дрвиме ништо не правиме. Еднаш татко ми дое со мене у Београд пред многу години. И кога виде тамо, ова озбилно било, озбилно. Знаеш, не се баци. Знаеш ка, не е на ти го дај ми го муаветот и тамо сме се собрале 5 пациенти, некои аутисти и седиме и знаеш ги буљаме макетиве, ќутиме цел ден. Не е така, него озбилна сцена е надвор од држава, кај нас е гола вода. Е, сега моментот, пошто нели преска зборевме, убаво е сам да ја склопиш, да ја направиш сите тие работи. Што е моментот со
тоа дека друг те контактира тебе ти да му ја направиш или да му ја наплатиш? Искрено не ме интересира што сака дека прави со макетата, све док ми плаќа. Да. Не, знаеш како е, се заебавам. Тоа се луѓе колекционери кои што немаат време да прават, најверојатно за себе макети, а имаат пари да си го приуштат тоа хоби и сака да го има тоа, знаеш. А нема време, нема можност и сам да го направи и плюс тоа не е исто некој кој 36 години го прави тоа цело време и стигнал некое високо ниво на квалитет и на способност да изработи реална реплика и некој што онака као еднаш у 3 години ќе склопи нешто и толку е, ќе направи ниво на трето оделение дете, а сака да има профи направена макета. И тоа е целиот муат. Добро, тоа е Тоа исто окей, тоа е хоби, знаеш, тоа е колекционер више, тоа е друго. Генерално колекционерите контактираат? Да, бе, да па кој друг? Абе тоа се 90% луѓе што некад као деца правеле макети, па им се десил живот и имаат пари, имаат можност, а немаат можност да работат. Макети, може се ќори, може им се тресат руки, може не знам има 16 фирми и нема време да спие, ме разбираш, и нема шанси да прави макети, а сака да ги има дома. Каде е ова најпопуларниот? Кај имаш највише нарачки? Па долго време беше у Америка. Значи со години у Америка е бајаги популарно као колекционерски оддел. Али пошто идиотов уведе санкции на своји луѓе, мислам направи го огромна пометња у поштански транспорт, знаеш дека не можеш да пратиш ништо за Америка. Више пола година. Значи, мене имам дома 20-30 нарачки, чекаат да им ги направам, луѓе не можам да ги пратам направени. Имам едно 5-6 макети направени, не можам. Платено се, стојат кај мене, чекаме да цркне овој за да се отвори све, да се врати вајлда како што било за да им ги пратам стварите. И Европска унија, мислам, запад. И што се дешава со луѓето што чекаат као Чекаат и дале. Да. Мислам ликот е тотален дунстер. Чуе го Да. Нема, знаеш што е? Мислам они Америја може, знаеш, ние не ги сакаме, ја лично не ги сакам као држава и као овакво, али народот е многу близок со нас со менталитет. Со огромна разлика што цена труд и имаат пари, спремни се да платат за и нема заебанци со нив. Одржуваат збори, договор кога си се договорил нешто, ако треба ќе чека 5 години, ама се договорил, знаеш, знае дека не е до мене, него заебам. Брат, кога ќе Да, и чекаат макети. Третиот атентат кога ќе му го направат. Да, ќе падне валја кога тогаш да, им киде у затвор нешто, од каде да знам. Пошто ликот е диабола тотална, Дилајла, тешка е ликот, мислам. Ни за Европа како ти е со праќање? Окей, абе за 2 недели е сегде. 10-15 дена до плаќање плюс минус. Ништо е шо, абе све си плаќаат поштерите, ја не плаќам ништо. А како македонска пошта како ги прави тие работи или не? Преку ДХЛ, Не бе каков ДХЛ скапо е тоа. Македонска пошта бе си функционира најнормално. Иако не бе за унутра функционира. Луѓето имаат лошо мислење за пошта, со право. Значи не е тоа за џабе, али тоа што луѓето не знаат е дека пошта е со технолошки процес од Отоманска империја и работи у 21 век со огромен наплив на пратки, нарочито од интернет. Пошто овие глупости, Тему и Алиекспрес, луѓето се кај нас ненормални. Значи, ја ако ќе нарачам нешто од интернет, нарачувам нешто што овде го нема, знаеш, ако тука го има си купувам од овде. Да, нема нарачувам капаци за тегли и ластици од Алиекспрес. Зашто го нарачам тоа? Као на пример чинела за колаза на вентилација, што си пример, тоа си го нарачав многу кога си возам. Тоа го нема овде. Тоа го нема овде. Да. Ама да нарачувам ја штипки за коса и шпенагли за она као се кеше за одело на Шнајдер. Мислам, тоа идеш на пазар го има кај нас. Не знам зашто. И ради такви срања што луѓе го нарачуваат, удици за трска, такви глупости, ради такви ствари касни све. Пошто немаат ни људство немаат, ни технолошки процеси имаат у пошта кој што може да го обслужи тоа. Тој наплив на пратки, знаеш, што не е за ебанција. Затоа им го дадо на приватњаци, да. Имам правилно. Тоа да го направиш треба да си со дечки што имаат работено на царина и пред не знам колку икс години ми кажа, ми вика, детските и играчки се наплаќа со данок 5%. Да бе, да. Еве и овие исто. И сега вика, што се дешаваше? Праќаат тракторска гума и пишува тракторска гума за детска и играчка. А гледаш тракторска гума, брат, за трактор, као да ти кажам. Нема добро, тоа не проаѓа.
тоа не проаѓа така, не пијат нафта луѓе во царина, мислам, кај нема шанси. Мислам, језда ние сме долтарска држава, ама не се до толку. Како го праќа тоа, камион вајде? Не го Не знам ушо, ама вика поима немам. У пакет валја, од кај да знам, да. детска тракторска гума. И вика ни тоа и стигаме, Има големи деца. детска тракторска Да. гума. И гумава ја гледаш пред тебе, гума брат за тракторот. До плафон се тие големите. Не знам до кај се брат, нема веза. Да, огромна. Тракторска гума гледаш пред тебе. Да, ама ликот после ќе му побараат фактура кај ја купил, што ја купил, да декларира стока и ќе го за Абе, детево моје. Да, бе, детево нарачувало нешто однет, не знам, ова како, не сум ја. Ја украе картичката го Да, купи. да. Исто ми кажа, имал некој тип забна ординација си направил од тема. Е, па, тој што прави зуби тамо со среќа. Не, као делчиња си нарачувал, си ја склапал, си ја правил оваква масата за вика и ја правил 3 години 4, не везе, ама Па добро, уште едил човек, Не, се тоа нашол. има и фирми што ги прават. Можеш од фирма да нарачаш не рандом, ама да, ама не, овој му искочил терифти. Да. А знаеш како е, свашта има се, секој кој како се снајде, тоа е. така. Ама за тоа патат луѓе што се бават со хоби, рецимо. Не можеш да нарачаш нешто. Па вика, радите, мене у царина ми беше на па макета е тоа, да кажам, Бубазар. као Гандам е. Као, Па добро бе, фигура е некоја. Да, бе, да. за седми. И у царина ми стоеше од 21 декември. Ама тоа е ради друго. И звона ми викам, шо е работава? А вика, не знам шо треба, не пратиш, не знам шо, не знам. Скриншот од нарачката. Слушај, вика, треба да ја пратиш пратката на македонска пошта, дека не дое до статус, фали фактура. Да бе, да. Тоа е тоа. Добро, и после на мейлов ој ќе ми пратиш тоа и тоа. Ево, дечки, паши, уживај. Ако Проđe. ми ја донесете. Ако не, нека жива и здрава. И си стиснав ја рефаунд на AliExpress, дека реално еден месец ја чекам и поише не ми стига. И седам едно време дома и поштерот ми звонјало. Овде за пратко дали дупликар. Викам, ова стигна играчка, што ја откажав ја. Абе, знаеш што е, од ноември, негде декември, кај нас уведува да се плаќа ДДВ за све што наручуваш од интернет. Ама све. Без обзир на вредност. 18 па 23 година пре, како беше? До небе 18 валјда постои ДДВ. Не, ама сега за ова За тоа стои на царина толку долго, пошто имаат многу... Мене 3 месеца ми стоја макети, некој нарачав 20 евра да ти. Идам тамо, Ке се недостасува стопи фактура, праќам на мејлот скриншот, пошто морам да декларирам колку е, знаеш, 20 евра, 25 евра со поштарина, што без везе беше. За да го ослободат, за да ми пуштат, знаеш, или да платам колку треба, мислам, нема везе, сум нарачал. И седи тамо 2 месеца, нешто 3. И идам тамо, бе, луѓе, мејл ви пратив, па не сме го виделе, абе, како не си го видел мејлот, не стигнал, како не стигнал, не ме заебавај, па тамо на лице место потпишував изјави, колку кошта, што е, од каде, и ти го слободуваш за ден, два платиш 200-300 денара, 400 и... за нежарен. Не лежарина, ДДВ. ДДВ. Не ми наплатија ништо, ама... Значи, сега за све наплаќаат. Знаеш, пошто јас сега не можам да најдам све у Скопје, што ми Мислам треба. дека ти влага во цената. Тоа е на тему. Тоа е на тема. Тоа е на тему. И ради тоа на тему си стига... За тоа идат вака, да. Две недели. А на AliExpress не, затоа кочат све. Не можат да ги обработат физички пратките, тоа е целиот проблем. Ај не сум го знал тоа, тему имале магазин у Србија. Абе, кој Србија сегде имаат низ Европа. И AliExpress има исто у Естонија, не знам кај таму. И ради тоа ни стигат на за 2 недели. Тој од Србија, бам, го праќа. Не знам како имаат све, пошто таму можеш да најдеш од копче за шлиц за гакиевате до дел за кола. Не ми е јасно како имаат све. Да, не знам како имаат све. Стварно не ми е јасно. Ни мен, ни ми викам се, да века... И у Маđарска имаат исто. И у Маđарска има, и у Румунија, и не знам кај гледав, пошто ја ги гледам, ќе нарачам нешто без везе, знаеш, ми треба, има добри ефтини алати на тему за хобио, знаеш. Пинцети нешто, некои ножиња без вези, се вршат работа за 100 денара, 200 ќе ги купиш. Бурги, некој не знам без везе. И ќе нарачам и ми стига трекинг број, знаеш.
И гледам КР, Киргистан. Кај од Киргистан ова да ти е? Пошто на крај задните два броја тоа е префикс на државата од кај што ти е пратено. Гледам ХУ Маđарска како. Кај овие има да има? Естонија, не знам од каде. Знаеш, поише пати сум го ваljda кај го имаат на лагер, од тамо ти го праќаат. Да, кај ти е најблиско? Да, али Киргистан е моментот. Од Киргистан не ми стигнало до сега ништо. Кај Киргистан, не знам. Средна Азија. Не знам. После Казахстан. Така. Под Русија. Измеѓу Иран тамо, Тоа како Афганистан. стига до тука, бе? По авион? Кај да знам, по авион ваljda, не иде по земја сигурно. Со авион стига, да. Да. Вака, брат, ќе остаат овде, авионче и летаат. Полека ќе превршувам, мене ме интересира кој сака да се придружи да започне со ова, што треба прво да направи? Па прво треба да има љубов према авиација. Сега зборам за воздухопловниот дел од хобиво. Треба да сака да ствара ствари со руки, знаеш, да не е нешто, да не е човек што бара инстант гратификација, него да биде спремен да уложи многу време и што се вика народски да испоти гс. Така. Живци да има. Да има многу живци и да биде спремен на константно учење. Не учење у смисла теорија, него практично учење. Така. Све друго се купува со пари. Ова не можеш да го купиш, што го кажав. Шо пари колку имаш да купиме нешто ние? Не можеш да купиш. Кај ќе купуваш да? Не правам гундами. Ние имаме, ако сакате. Дали има нешто што не те прашавме, можеби сакаш да споделиш со нас, со публиката? Искрено не, пошто прашавте доста ствари и више уста пења ми Чекај, фати. еднаш у година се одржува. Не, еднаш на 2 години кај нас. Еднаш на 2 години. Еднаш на 2 години го од 2024 почнавме го правиме еднашка на 2 години, пошто не можеме да постигнеме со обавези и финансиски, пошто сме многу малце луѓе и не се стига, немаш, не огромна и ја мислев дека прв пат оваа година има Гандами, дека реално ние пред 2 години дознавме за Гандам. Немаше изложба. Да. Макетарство за да се знам дека збореа и Симон и Вици дека во Арама имало станно сега ми текна тоа. Да, не, проблемот е што е многу голема обавеза е да се организира такво нешто, знаеш. Устрае, не еден ден. Кај нас трае, да, обично устранство е еден ден. Ама тоа е само такмичење. А ние го правиме да биде 3 дена, чисто за ете локалци да дојдат и да видат дека ете има нешто кај нас, да трае подолго време за поише луѓе да дојдат за да го расшириме поише хобиво. Може тоа грешка не е? Не. Ама ете ние гинеме тој викенд, ама битно има многу добро дружење и многу добра атмосфера. 2 години, брат, убаво да сгинеш работа. Абе ние правевме еден викенд секоја година. Така е. Тоа е многу, тоа е превише. Да бевме 15-20 души е друго. Да. Ќе се поделиме, еден ќе дое еден ден, друг ќе дое друг ден. Ние смислите 6-7 души 3 дена таму. И 3 дена идеш и гинеш од сабајле до вечер. Не е шала, треба како прво да го наместиш просторот. Аргатина таму мкнеме све сами на рука, значи. Не, детај за Не. Плюс тоа после тоа треба да идеш дома, да се седиш, да ги донесеш твоите макети, да ги пазиш таму 3 дена, да седиш со гости, со посетители, со луѓе. Знаеш како доаѓаат луѓе цело време те прашува: "Еј, што е ова, како се прави, кај да купам?" Заинтересирани. Детево сака, јас сакам, овој сака, оној сака. И знаеш тоа збориш 3 дена, умираме од умор, знаеш, и едва чекаме да заврши недела, уствари, извини, недела 4 саат, 5 саат, завршуваме поручек и док се Собирање спакуваме се у уште 2-3 кафана. саата, и у кафана. не бе која кафана идеш дома да спиеш, каква кафана. Прво да ги обезбедиме макети да ги вратиш од кај што си ги зел, да не е нешто искршено и после не ме интересира едно 2-3 дена ништо со хобиво. Да одморам малце, па после се враќам пак на работа. Која беше првиот ден, уште говор кога имаше, баш и... А чекај, беше ти на отварањето? Да, таму се видовме. Ја мислев дека другиот ден беше. Не, на отварањето. Ја не бев дека имавме хокеј утакмица да гледаме со Па добри, тоа е окей, тоа е хобби. Мораше се навлече тед на хокеј, тој викенд ни беше петок, сабота, не Да, бе, да. утакмици има, ма те носам викам ида. Епа ништо, 2028 прв викенд од март, пошто кај нас е традиционално прв викенд од март е. Без обзир кој датум е, прв викенд од март. Дали 8 март, дали е 1 март, не ни интересира. Прв викенд од март
2028 година имаме пак настан. Добре, дојдени сте да дојдете и ви и ваши гледачи, така да се дружиме, се зезаме малце. Значи 2028 ако издржиме Да, до тогаш Ако постои светот. Трамп ако не Трамп ако не заебе работа, да. Па и другите негови пријателчиња. Само да кажам, на отворањето го видов и новинар Вредјановски од Канал 5. Не знам онака дали само се Ја не знам ни кој е тој, ал нема везе, не гледам телевизија. Да. Може дошол да види човекот, да. Ништо, фала ти уште еднаш за гостување. Фала ви на вас. Сега ќе да кажам спонзори. Кажи ајде ти се. Пошто преска ќе се измораш и ќе Да, не се јадеш. Све док ја не треба да кажувам добро. Да. Слободно. Сам многу се заблагодарам на Б42 кој што повторно го избери овој простор каде што можеме се летаме и авиончиња. У Бес не знам више што немаме направено. И хокеј имаме играно и ајде да не кажуваме. Неќе да знам. Заборев зашто се смееш, ама ми текна. Само се заблагодарам на Бенто Блумкеј кој што ги прават најобајте мали бенто тортики кои што се од 24 и доколку сакате нарачувате ги од 3 до 4 работни денови со скенирање на QR кодовите на вашата лева и десна страна. Само се благодарам на Red Bull Македонија кои што не напиваат со Red Bull и секој епизод ни даваат крилја. Само се благодарам на Goblin Games, најголемото и најобаата друштво, продаваме се за друштвени игри и секакви видови на стварчечи, Magic the Gathering, Warhammer и се останато кои што Друштвена продавница. Друштвена продавница, баш така. Да. Треба да се го сменат називот. Да. Goblin сменете го називот. Кој што овој викенд у недела слава 25 години во лабораториум од 12 сат. Ние ќе бидеме таму цел ден, ќе пиеме, ќе се журкаме, ќе се зезаме. Нешто поише може ги правиме, немаме уште договорено. Да. Така да ве очекуваме и само се борам на Fat Kitchen кој што официјално славиме со цаци година со работка. Толку пари више не знаеме што да им правиме на парите, ги трошиме на јадење. На сендвичите не знаеме што им. Ќе кажа ФПП, ама ќе кажам Нема. фала што не гледавте. Фала што не гледавте, се гледаме следна недела. Чао.